Добре дојавте. Во уште едно ново видео на YouTube каналот на Скратен Корнер. Штом ги гледате нашите две лица, знаете дека се работи за вашата омилена плейлиста 5 работи кои што ги научивме изминатава недела. Токму така? Одличен влез, Филипе. Здраво. Како Да, си? здраво Кириле. Добро е. Тука увек ми е драго кој Ова требаше. Увек ми е драго овде кој ќе дојдам на снимање. Убаво ми е задоволство да се работи со тебе, драг колега. Како не. Ќе го исплатам после за овие убави зборови. Многу си се спремил денеска. Тоа значи дека имаме добри муабети, така? Многу. Значи ова не е дека било на трчање, него дека убаво. Да. Веќе ги спремивме, мислам, теми од поодамна и сега ќе пробаме да ги скоцкаме во најубаво издание за вас, а почнуваме токму сега. Со првата тема, односно првата работа која што ја научивме оваа недела е дека новиот репрезентативен дрес ни носи среќа. Да. Успешно дебина на репрезентативниот дрес во двата надпревари кои што ги одигра репрезентацијата изминатава недела. Да. Победа против Малта на домашен терен со 2:1 во квалификациониот дуел и потоа победа во пријателскиот надпревар против Фарски острови со резултат 1:0. Не извади Бојан Милски. Не извади. Да не ја носиме од таму. Да. Значи Ајде, дресот од седумка, негде сега ние може да се сложиме дека ние нека осмица, вака. Да, качи оцена дефинитивно со две победи. Да. Не можи за повеќе. Многу важни. Така. Многу важни победи. И за мотив, и за резултати. Добро е што во квалификациониот циклус, нели, почнуваме со добри резултати. Сега натаму ни следуваат многу тешки противници, така што битно беше вакви репрезентации како Малта да се совладаат. Многу. И да се прекине таа некоја кризна серија која траеше до сега. Така. Практично. Исто така многу интересно што добија деби, може и не беа сите дебитанти, ама добија неколку млади дечки шанса да се истакнат и да покажат што знаат. Дебитантски настап за Јован Манев. Да. А сите останати кои што добија шанса, мислам од оние новите кои што ги разговаравме во минатата епизода, ако не ви текнува, проверете тука некаде во Related ќе стои. Сите останати добија шанса да стартуваат на мечот со Фарски острови, оние играчи кои што дебитираа во минатата репрезентативна пауза, добија сега шанса да стартуваат, нели? Видовме малку повеќе минутажа за Милан Ристовски, видовме минутажа и за Давид Бабунски, видовме минутажа и за Елези, за Јани Атанасов ги стартуваше и двата надпревари. Валоне Теми. Така што солиден број на нови играчи, нови лица видовме во овие две репрезентативни паузи и еден кој што беше повикан, го зборевме и не доби шанса. Штета, но ете, ќе се заситиме со овие тоа што видовме, да. Добро, Давор Здравковски остана на клупата и за двата надпревари, за него зборував. Ама па позитивни точки се оние другиве. Да, можеби Давор ќе влезеше доколку порано си ја завршија работата стартерите? Да, подразмислив и јас на тоа. Мораше Елмас, пример, да влезе и во вториот дуел, и Миоски, и така. Да, многу ми е кејф дека Јован Манев доби шанса. Јован Манев, да не правиме малер, ама ако Боби Милевски, ако селекторот е решен за 3-4-3 или нели, како и да изгледа составот, ама да биде со тројца стопери позади, мислам дека Јован Манев треба десно, пример, добро е, таму игра Стефан Ристовски. Како и да, Јован Манев, мислам дека може да истисне некој од актуелните стопери. Мислам дека е до толку добар. Па според моменталната форма на Дарко Велковски, верувам дека е прв кандидат кој што би можел да седне на клупата. И со тоа, нели, клубската форма и во ова што го прикажа во репрезентативниот дрес последниве неколку надпревари. Мене лично не ми остаи нешто многу впечаток. Јован Манев ги има годините пред него, 22 годишен е. Значи одличен е. Има, не знам, добри 13 години можеби во репрезентацијата ако почне да игра редовно.
Така што му посакувам среќа. Да не правиме малер, да не го брзаме, ама честитки за дебито и да, посакуваме да го гледаме повеќе во иднина. Апсолутно. Се селиме каде? Се селиме онаму каде што Елмас игра фудбал клубски во Италија, ама остануваме на репрезентативен план. Да. Нешто што го дознавме оваа недела, а нешто што беше многу гласно провеано низ италијанските медиуми. Работа број 2 што ја научивме оваа недела е дека на Манчини не му пречат странците во репрезентација. Уште еден натурализиран италијанец, сега, дали може да се рачуна натурализиран, не знам. Италијанец со само родителите му се италијани, неко тој е аргентинец. Роден е во Аргентина. Аргентино италијанец. Како му доаѓа се натурализиран? Неговите се, да, италијани, вајда по татко, ама они се таму по некој потекло, израснати, да, ама израснати се во Аргентина и тој на некој начин ете добива можност да настапи за Италија. Како и да е, да скратиме, Под Матео дедо- Ретеги дебютираше за италијанската репрезентација како аргентинец кој што нели настапува под италијанско знаме. 2 надпревари, 2 гола за него. Прилично и со Малта да, даде по гол и на Тоа е двата добро. надпревари, па добро почна. 100% Добро почна. Сега, ајде да ја запознаеме публиката малку повеќе со овој играч. Се работи за аргентински 23 годишен напаѓач кој што настапува во аргентинскиот клуб Тигре, прволигаш. Таму е даден на позајмица од неговиот матичен клуб Бока Juniors и во Бока имаат верување во него дека тој ќе се изгради еден ден во напаѓач на Бока. купен од Ривер Плата, ако идеме уште Така, да. Значи има потекло она баш фудбалско добро подковано во добри клубови. Манчини реши да го земе за репрезентацијата заради наводниот недостиг на фит напаѓачи за италијанската репрезентација. Ево овој му се одолжи со 2 гола. Значи дека добар потек напред, веројатно. Па сега за сега така изгледа, колку понатаму ќе биде користен, не знам. Сега за сега учинокот е 2-2 за Ретеги. Манчини имаше изјава дека има некоја криза при изборот на репрезентативци, конкретно на напаѓачите. Тоа не значи, тоа што во Лигата на шампионите имаме 3 италијански тимови, за кои дискутиравме минатата недела, не значи дека ова се негови зборови, е ренесансен период во Италија. Головите во серија А оваа сезона се само постигнатите се само 28% од италијани, сушност, и затоа е приморан да бара и да скаута и да се распрашува по конекции во Аргентина или да гледа млади деца како Гнонто што играат во швајцарска лига, да им дава на нив шанса. Претходно го има истото направено и со Никола Заниоло, додека не добил немал добиено се уште сениорски настап Така. во серија А, како млад репрезентативец го дебютираше, да. Исто така и за младичот од Удинезе. Да, Самуеле, се извинувам за презимето. Самуеле беше, мислам. Пафунди, да. Самуеле Пафунди, многу талентиран. Дури и Марко Верати зборуваше за него на пресконференција, кога го праша кој е најталентираниот италијански фудбалер во моментот, тој го истакна него. Значи, не некој што игра интернационално. За мене, вели, ова 17 годишно момче е нешто што не сме виделе последниве 20 години во Италија. Па ајде да видиме дали ќе биде добар. Ова е некој офанзивец, полушпиц-шпиц, такво нешто е. Мислам дека левучар, десно крилце, Така? метар 6... Низок, да, низок. Метар 68, ако добро прочитав на Трансфермаркт. Добро, значи да очекуваме некоја нова генерација и од ова реизмислување на Италија. Веќе имаа нова генерација пред неколку години, нели, европското кога го освоја. Сега ова е уште една нова. Сега, не знам како малку изменета нова генерација. Малиов имаше, само сакам да кажам, дека како 22 минути у сениорски фудбал за Удинезе сезона. Така, имаше. Има. Да, на 2 пати по десетина. И тоа е тоа.
Па кога Илија Несторовски ти зема место, нема играње бе, Симоне. Симоне, Самуеле, како беше? Добро, вака сега. Ајде колега, има таа чест да ја најавиш третата тема за денес. Со третата тема веќе завршивме со репрезентации, репрезентативна пауза и се враќаме на добриот, почитуван и сакан клупски фудбал. Работа број 3 која што ја научивме оваа година е дека германците немаат многу трпение. Нагелсман е отпуштен од Бајерн Минхен, а на неговото место застана Томас Тухел инстантно. Ај германци што немаат трпение, ама Бајерн се Мега се, значи газат. И сега пак обседнати со антинепобедување. Че е многу комплицирано. Не, Значи, обседнати се со победување. Да. Обседнати се само да се победува и од прво место паднаа на второ и се дигна узбуна. Изгуби утакмица со пресврт и готово. Толку беше, доволно беше. Значи, менуваме тренер. Мислиш дека беше пресудно ова со утакмица? Мислиш дека онака пред утакмицата не се знаеше ова? Не, сигурно се знаело. Таложело, Така? да. Со оглед на тоа колку брзо дојде Томас Тухел. Значи, да. Веднаш утреден тоа беше промовиран, малку беше као не му дадова време на Нагелсман да се спакува. Сигурно повеќе фактори се во прашање. Ама ја имав можност да гледам тој надпревар со Леверкузен и многу неорганизирани Бајерн. Што ми беше изненадувачки, ги немав гледано долго време и од секогаш Бајерн важел за, знаеш, стандард и Германија и светски 10 години не за џабе доминираат, така, барем дома, мислам у домашното првенство. И против Ливеркузен ми изгледа како да тука некои врски се, знаеш, Прекинати. Да. Тоа се и шпекулациите во германските медиуми, дека наводно имало дисконект помеѓу Нагелсман и остатокот од екипата. Може да се примети како најзагрижувачки беше издвоено дека по надпреварот вториот од Лигата на шампионите против Пари Сен-Жермен го стави во 82-та минута Мане. Садио Мане најпрво не сакал да влезе во игра, толку доцна, а потоа кога влегле во сооблекувалната, наводно Садио Мане исклучил пред сите играчи, а Салихамиџич приметил дека Нагелсман отстапил на тоа, наместо да се постави како авторитет во сооблекувалната. И тоа му сигнализирало наводно дека да, ја загубил сооблекувалната и дека тоа е тоа. Да, нема што таму повеќе да се седи и да се пробува. Имаат лига и домашно првенство и лига шампиони. Тоа е. Мислам, така. Можеби младоста тука му пречи, што така го доживуваат, знаеш, да може да му викаат или нешто. Види, искрено не верувам дека било баш вака како што е прикажано, сигурно имало нешто и од другата страна. Мислам, варијантата тоа што ни е кажано. Реалноста, мислам дека реално приметија Бајерн Минхен дека како имидж не им одговара Нагелсман. Тие се навикнати на авторитативна фигура, фигура која што ќе може да го продаде германскиот начин на живот. Значи авторитетен, маж, висок, плав, по можност некој што вика на пресконференции, некој кој што ќе стави страф у коски на играчите, Јуп Хейнкес. Знаеш, шишан војнички те гледа и ќе те убие, тоа сакаат. Затоа не им одговараше Луи ван Гал, затоа не им одговараат други, им одговараат Ханси Флик и компанија. И мислам дека се решија, извини сега само што да го довршам, мислам дека се решија на тоа да повлечат потек со Нагелсман, беше слободен Тухел одговараше на тој кадар на тренер што им треба и е малку строке, онака даскал, незгоден на прва. И е многу добар со медиуми. Мислам, добар. Знае како да постапи, а не е добар, апсолутно не е добар со нив, тој малце им се понаша, ама тоа е добро за клубот, тоа е супер за клубот. Таков човек ти треба за да го истакне ставот на клубот. Да, нема доаѓа со скейтборд на тренинг. Тоа сигурно нема, не.
Можеби Нагелсман Океј, беше лабави некој сме, начин, ама, да, океј. можда беше начин да се привлече помладата популација, ама Баерн мислам е дека друго животно е Баерн. тотално, тотално. Тука се сложуваме, значи, дека можеби малку неправедно беше отпуштен ако ги земеме предвид резултатите, ама ми дека сигурно нешто имало во позадина. Значи, ако играч ти изреагира така, а ти треба да играш за 2 недели или кога си игра против Сити у Лига на шампиони, у полуфинале, значи, а гледаш дека нема да се среди работа до тоаш, менуваш. Мислам, доволен сигнал е тоа. Така. Мислам дека полека Хасан Салихамиџич, кој што сега е спортски директор на Бајер Минхен, си гради свој Баерн. Таков печаток Значи, имаш? па да, лани на почеток на сезона, уште, нели, кога почна тоа броењето со Левандовски и кога беше многу јасно дека кога тогаш ќе си отиде, тоа беше првата точка на авторитет која што беше елиминирана од таму. Ханси Флик претходно му го ослободи местото, нели, отиде да биде селектор на Германија. Сега зимава, памтиме што се случи со нивниот капитен, со Мануел Ноер, затворен е за настап, има кавга со Салихамиџич. Тој потоа пријави повреда на скијање, нека остане на тоа. И некако мислам дека авторитетот таму е веќе со иницијали ХС, а не е било кој тренер или било кој... Тоа е баш таков. Баш е Ruthless. авторитарен, да. Значи баш е за таму Хасан Салихамиџич. Не, добро е што тука го завршила. Две изјави ги прочитав непосредно по отпуштањето на Нагелсман. Една беше на едниот од бордот на директори, сега не можам да му го цитирам, не е битно името, нема врска, вели Нагелсман е една од најдобрите работи што се случиле на германскиот фудбал. Нема никакви лоши чувства помеѓу Баерн и него, едноставно тоа беше ситуацијата. Што и ми кажува дека можеби не сите во Баерн се на истата страна. И уште појако ми беше дека сегашниот капитен на Баерн, Джошуа Кимих, излезе во јавноста со изјава дека според мене Нагелсман е топ 3 тренер во свет и нема да ми го смени ништо тоа, овој отказ нема да ми го смени тоа. Во мојата глава. А работели со Гвардиола? Работел со сите. Не е битно дали тој стварно го смета за топ 3 тренер во светот, поише беше исказот за поддршка на ден по отпуштање на тој тренер. Чудно. Можеби тој бил еден од оние што има добар однос со тренерот, па затоа така рекол. Да, може имаат некои проблеми што се покоренски. Бидејќи претходно цело време го гледавме Хофенхајм, така? Па беше во Лајпциг 2 сезони. Лајпциг, да. Да. Со нив зема и куп. Сега може во Тотенхем. Сега може во Тотенхем, што не води до четвртата работа која што ја научивме оваа недела, а тоа дека е Конте е аут. Значи тоа е тоа. Нешто што го знаевме реално, од поодамна го зборевме на ова тука наша платформа, дека Конте не изгледа као да ќе остане од Тотенхем уште долго време. Тоа долго време беше уште некои 2 недели. Исклучи на една пресконференција по надпреварот со со Саутемптон. Тотенхем против Саутемптон завршија 3:0, 3:3 се извинувам, а има резултат Тотенхем 3:1. Има и како, значи. Да, знам. Моја грешка, прифаќам. Има водство од 3:1 Тотенхем, ги испуштија 3 бода од рака, само бод на крајот. Конте исклучи и Тотенхем тоа го свати како повик за отказ. Распали бога ми по се и сешто. И по играчи, и по тој новинарот што го праша нешто. И по И ти газди. По сите. Сега. Дали е ова губење контрола врз сопствените емоции или е ова прецизна диагноза за ситуацијата во клубот, нели, уз дужно поштовање, со должна почит. Така. Јас би го нарекол контролиран испад. Контролиран испад. Мислам дека нервозата и гневот веројатно постојат, бидејќи тој работи со тие играчи константно секојдневно. Да. Меѓутоа дека во тој момент толку многу имаше потреба да се ескалира заради тој резултат, мислам дека не. Тотенхем, ако ја погледнете табелата, се на сосем солидно четврто место,
еден бод против Саутемптон и не е толку лош резултат со оглед на тоа дека Саутемптон се борат со сите сили за опстанок. Па, мислам, борбата им е побитна на нив. Да, што него се чува водството. Тоа е окей, да, и затоа мислам дека целиот гнев кој што го искажа Конте беше повеќе за да се разбудат играчите. Како некој повик за будење, другари, ти дали сваќате дека уште 10 надпревари се до крај? Значи нема да сме четврто место ако вака продолжиме да играме. Кирица, беше да не било вој откажан веќе, знаеш, со една нога надвор. Конте? Да, ова да му беше па као. Да. Ај со здрави. Па види, мислам дека беше откажан, нели го Проба зборевме се, тоа, да. гледај се. Доаѓа лигашка утакмица, Конте вика дека имал некоја операција на слепо црево, доаѓа утакмица од Лига на шампиони, ете ти го костумосан, седи против Милан и седи тука на клупа. Значи, тој, окей, беше веќе откажан од Тотенхем како клуб во кој што работи. Професионалец. Ама мислам дека нешто што го направи и Роналдо со неговото интервју поодамна, каде што испизди се што требаше и што не требаше, оно со Пирс Морган, и кога кажав дека за добро го прави. Не го прави заради тоа што е умислено у главата си влегол ово она, туку го прави заради тоа што види, ако немаме добар тренинг центар, а имаме 700 милиони во буџетот, дај да инвестираме во тренинг центар, тој им велеше на Юнајтед. Логично. Конте пак им вели различно. Имате се. Значи имате одлични плати, имате најмодерен стадион во светот, имате најдобри услови за тренинг што може да ги посака фудбалер. И вие доаѓате без жар, без пасија на секоја утакмица, само да се одигра. Имаме 90 нови минути. Што? Леле, многу беше без лакна на јазик. Така и требаше. Ама и веќе изморен од се. Се гледаше дека му е као доста ги штитите веќе тие играчи. Да. Па што ако Хари Кейн или е сега се случи од после, ама реално што ако Хари Кейн е прв стрелец на Англија, која зашто се борите вие цело време? Да. Дали ќе бидеме топ 4? Која е Сите поентата? години, ние 20 години се овие собственици и ние ништо битно немаме освоено. Ова го цитирам. They're used to this. They're used. They don't play under pressure. Знаеш, тоа е, стварно. Се што успеале Тотенхем е they applied pressure, буквално. Се доближија у сезоната со Лестер, се доближија уште една сезона веројатно. Као Демек можеби ќе освоат, ама клубот има сериозни вакви проблеми. Или да цитираме уште еден италијанец, it is the history of the Tottenham. Што би рекол Келини of the Tottenham. И тоа е многу болно. Сега, не му е тој, нели, на Конте не му е Тотенхем единствен клуб во Англија кој што го има менаџирано, има менаџирано и еден друг. Плавиот ривал од не, Јове ке ме кара, синиот ривал од Лондон, Челси. Не води кон петтата работа која што ја научивме оваа недела, а тоа е дека во синиот дел од Лондон ќе има летна чистка. Веќе се познати неколку имиња кои што многу веројатно ќе го напуштат клубот веднаш штом се отвори јануарскиот, односно јунскиот преден рок, ама тука сме да позборуваме за нив. Леле, друже, Челси има 500 играчи регистрирано моментално. Мислам, знаеш ли од што е мотивирано ова? Од тоа дека пријавија оперативен минус од 183 милиони. И добро утро. Ќе добијат посериозна казна, парична веројатно ќе биде од ФФП ако не успеат да ги израмнат сметките, што значи дека барем тројца четворица играчи ќе бидат аут. Барем тројца четворица? Барем, најмалку. Да. Значи прв на листата Мейсон Маунт. У Милан. И многу тешко. Многу тешко. Се спекулира Ливерпул и Бајер Мюнхен. Бајер Мюнхен заради конекцијата со Тухел, таму каде што бил најпродуктивен. Ливерпул од тоа што му е позната средина и едноставно на нив им фали тој некој кадар на играч таму каде што Хендерсон и Милнер веќе километражата има отиде на вака 3-4 пати свртена. Извини, многу сакам, многу ќе ми биде ако у Бајерн кога ќе ги видам везан Маунт и right wingback, десен wingback Мусиала. Убаво. У системот на Тухел.
се шалам, ова е Twitter joke, идеме далje. Ама можно е. У Ливерпул Во Ливерпул потенцијален. Па да, мислам дека трансфер? дури најлогично ми изгледа некако Юнајтед или Ливерпул, реално. Значи или да ја пополни таа дупка која што Сабицер сега ја игра за Юнајтед или онаа дупка која што Хендерсон и Милнер ја оставаат веќе година и пол во Ливерпул. Мислам дека Ливерпул е некако Би обожавал. Ако искрено ме прашуваш, би обожавал таму и да му ја дадат онака со деветка на грб, сакам да го видам. На Фирмино да му ја земе деветката, деветче на грб и да игра средина со деветка на грб. Бомба ќе биде. Нема да знаат што им се дешава. А добро, ако не е Милан, и постои ли некоја друга алтернатива што е надвор од Англија? Извини, и што не е Бајерн? Аха. Мислам дека барем за сега нема нешто заинтересирано. Да, поради тоа што сепак треба да е клуб кој што ќе може да си го дозволи. Значи се работи за играч кој што ќе бара трансфер сума, нема да си отиде без пари. Сега причината зашто Мейсон Маунт си оди. Затоа што новиве играчи добија веднаш од старт многу големи договори на по 130, 150 и одозгоре 1000 фунти неделно. А Мейсон Маунт, играч кој што 2 години поред беше играч на сезоната за Челси и играч кој што е имал освоено Лигата на шампионите со овој клуб, е на 88.000 неделно. И е англиски репрезентативец кој што има спукано скоро 50 настапи и тоа е уште на 88.000 неделно. Срам да има. Да, мислам дека логично е да добие поголема плата, ако не му ја даде Челси, ќе му ја даде некој друг. Да. Можда и премногу се фокусирам јас на Маунт. Има и други играчи, ама чисто он беше најинтересен од имиња. Да, беше предводник на таа генерација Лампард слеш нели кој се црта Тухел. Да, апсолутно. И затоа Много него важен за прв го истакнавме. Да, сега е сосема истиснат. Сега ги имаш на Кунку, Мадуеке, Мудрик, Феликс, знаеш, кај ти да Маунт? Ти си оден на друг клуб. Да. Што е и според мене најдобриот потек што може. Сега, Лукаку е тука, исто така, на платниот список на Челси од наредна година повторно е Лукаку. Не знам, имаат Челси уште некои за продажба, таму Пулишич, Едуард Менди ќе си оди. Да. Не знам, Аспиликуета можна, Закарија не се наметна, ќе се врати, Ковачич не подпишал нов договор, може и тој да се оди. Жао Феликс можеби нема да остане бидејќи е само на позајмица, сега за сега не е страшно продуктивен. Абумејанг може и отпиша. Абумејанг, да, скоро отиден. Пулишич тој е осакатен со повреди и Пулишич си оди летово. Да, пишете ни кој мислите дека ќе отиде каде. Толку е, мораме да одиме. Јове со среќа. Јове со среќа во монтирањето. Гледајте не, поддржете го Скратен корнер.